Извинете, господине, дали може кратка анкета? Може. Ќе започне обновата на универзална сала до декември 2027 година, пак имаме универзална. Да видиш да не веруваш, мислам, ама нема везе, тука сме, ќе чекаме. И сега колку што ме држи паметот, прво ја ветуваше нели Коце, па после Шилегов, па Даниелче, ама од кај сега четврта среќа може ќе биде, ај да не биде, нема потреба од разочарување, ние сме си навикнати на се. Така. А на Великден во Јегуновце бил демолиран штаб на СДСМ. Четврт помина од 21 век, а ние уште демолираме партиски штабови. Ја разбирам, тоа беше популарно на почетокот на плурализмот, ама очигледно модата се уште трае. Се тече, се менува, само глупоста станува вечна. А, господине, корупција има во речиси секоја втора набавка во здравството. Во државава има 110 здравствени институции, а жалби за тендери се поднесени против 99 од нив. Па според мене корупција нема, има само љубомора. Ево вие што се жалат, се љубоморни што не добиле на тендери, се гракаат кострачки, се жалат, колнат, пустат. Владата си е поштена, а народот е се полош. Проблемот со Бугарија може да биде решен за едно попладне ако така решат неколку членки на ЕУ, ова го изјави вице-премиерот Александар Николовски. Едно попладне многу за еден сат ќе биде решено, бе. Какво попладне? И вие имате такви информации? Лично завчера се чув со Макрон и он ми го потврди ова што го кажа на Шаце. Се чувте со Макрон, имате број од Макрон? Да, бе, ако сакаш ќе ти го дадам, само да знаеш он на телефон строго француски збори. Па јас не знам француски, така да џабе ќе ми го даваш бројот. Па ништо таш, дечко, ај отидов ја ручек да правам грашок ќе правам. Грашок со колбавчиња? Какви колбавчиња, цела плата летна за Великден. Посем така. Ајде. Господине, што ви се случило со главата? Добар ден. Видите, сега ќе ви раскажам. Значи, пред неколку дена си седиме со жена ми и така, од нигде никаде почнавме некоја кавга. Жена као жена, само ти изнервира нешто, почна да коментира ово и сега си викам ќе ја зезам. Викам, слушај жена, дали сакаш да ти уплатам крстарење и шопинг? Само викам 10 дена да не те гледам дома. И се насме, вика, сакам бе, кај ќе ме пратиш? Викам, ќе те пратам на крстарење во Урмутски Теснец и на шопинг у Техеран. И она вика, важе, и текна. Иран таму, Техеран, и како што ја држеше тавата да заправи јајца на око, која опали еден форхенд, која ме акне, ја ми сам потрес мозга дека имаше. Леле, јаката вашата. Много е јака. Македонија има убедливо најниска просечна плата во регионот, дури Босна има поголема просечна плата со 840 евра, ние имаме 750 евра просек. Другите држави имаат просек над 1000 евра. Ама ја колку што знам, Косово има помалце од нас просечна плата. А и зашто ние нонстоп се споредуваме со земјите од регионот? Зашто го правиме? Добро, со кого треба да се Па споредуваме? Ангола, например. Дали ти знаеш у Ангола колку е тежок животот? Сомалија, од први до први луѓето не може да го закрпат животот. Занзибар, да не ти редам, значи секаде во светот е тешко, не е нигде лесно. Добро, сега вака ако одиме до кај ескимите ќе стигнеме. Ајде да се вратиме кај нас. Ајде. Според последните прогнози населението ќе старее, ќе има се помалце млади и пензискиот фонд ќе биде во минус. Тој пензискиот фонд е жива тропа е тој. Види, ја се сонам дека ние мажите ќе идеме во пензија со 64 години. Мислам дека кај да е ќе напад со 67 да идеме. Ама без разлика кога и да идеме во пензија, може да не начекаме пензии, пошто фондот нема пари. И јас сега умеѓувреме, знаеш што си правам? Си купувам конзерви и си правам резерви со конзерви рибчиња, конзерви гравче и кој ќе бидам пензионер ќе си јадам храна по стара цена. Се повеќе млади луѓе се соочуваат со стрес, па затоа е зголемена употребата на антидепресиви и диазепами, велат докторите. Па тоа значи дека кај нас не е убаво да си млад човек, пошто ќе бидеш стресиран. А не е убаво и да си стар како мене, затоа што кога ќе идеш у пензија може да нема пензии, нели, фондот тапа е. Во нашава Македонија е најубаво да си бебенце. Шо прави бебе цел ден? Шо прави? Па цица, кака и сите се вртат околу него. Бебе значи да бидеш. Значи исто како политичарите. Ова ти е многу добро. Многу добро. Тачно, исто и политичарите прават. Значи, да бе, дефинитивно. Браво, ова многу добро ти текна, секоја чест човече.
А бебе, а политичар, исто ти се фаќа. И едни и другиве само цицаат. Така е. Бебе од мајка на овие од нас. Тоа е тоа. Але глава ми. Ајде, Кевин,